Тука гледаме дека во предлог буџетот за 2024 владата определила во подпрограмата 13 фонд за иновации и технолошки развој во првата подколона од колоната расходи на основен буџет за 2024 година, тоа ставката 464 разни трансфери, износ од 940.000 да се замени со износ од 910.000. Во суштина, значи, имаме повторно намалување во однос на подпрограмата Фонд за грижа и надградба на талентирани ученици со износ од 30.000 денари. Сметам дека ова не само што е недоволно, туку и недозволиво за една современа држава, за држава која што стои на прагот на Европската Унија, да има толку малку сенс во однос на планираното буџетското планирање, се извинувам, за поддршка на талентираните ученици, оние кои што се иднината на Република Македонија. Да се внимава толку многу на мебел, на возила, на лични задоволства, а да не се има сенс за каде треба да се насочат средствата и навистина и овие заеми со кои што не нагрбачува оваа влада, наместо да ги пренамени барем дел да си го испере образот, би рекла, бидејќи ова е говорот на македонските граѓани, и да внимава малку на здравствениот и на образовниот систем. Со овие средства се докажува дека може би треба и самите да си предложат на влада и да го укинат делот наука или поддршка на талентирани ученици, да ги затворат пола сектори во Министерството за образование и наука. Толку е трагична состојбата и од таа причина, простете ми, ова е емотивно прашање, но прашање што ги загрижува огромен број на македонски граѓани. Јас барам од Министерството и од заменик министерот кој што е присутен тука да прифати 30 милиони денари да се издвојат за фондот за грижа и надградба на талентирани ученици. Ви благодарам.